Во рамки на неделата за управување со менструалното здравје од 28 мај до 3 јуни, новинари за човекови права денес по 7 пат говори за пристапноста до производите за менструално здравје, условите за управување со истото и неопходноста од намалување на данокот од 18 на 5%. Денес за почеток ќе ја поканам Александра Раневска, која ќе ни даде една увертира во проектот. Благодарам. Јас во одбележувањето на Денот на менструалното здравје би сакала да потсетам исто така дека според Светска здравствена организација УНИЦЕФ последниве години големо внимание се става на менструалното здравје и хигиена, кое опфаќа управување со менструалната хигиена, но и пошироки системски фактори кои си ја поврзуваат менструацијата со здравјето, со благосостојбата, со родовата еднаквост, со образованието, правичноста и зајакнувањето и правата. Токму затоа проектот Стоп на даночната родова дискриминација, кој ние како подгрантисти на ЦРПМ го спроведуваме во период од 10 месеци, има за цел да влијаеме преку политики, да обезбедиме општество без даночна родова дискриминација и средствата за менструална хигиена да не се сметаат повеќе за луксус. Исто така целта на овој проект е да се помогне во спречување на родово заснованото насилство во итните случаи, со тоа што ќе имаме безбедни, добро распоредени места за одржување на хигиената, меѓутоа и безбедни санитарни објекти за управување со менструалното здравје за сите жени и девојки и бесплатна дистрибуција на средствата за менструална хигиена и здравје. На намалување на ДДВ-то кое што го споменавме, меѓутоа и обезбедување на бесплатни пакети за менструална хигиена за девојчињата во образовниот процес, како и подигање на свеста на компаниите, на институциите во тоалетите, покрај тоалетна хартија во женските кабини да има и производи за управување со менструалната хигиена. Тоа може да го прават и моловите во женските тоалети, каде што ќе има бесплатен пристап до овие производи, како и во хотелите секако. Токму заради тоа и нашите активности години наназад се повеќе слојни, се одвиваат подолг период. Конкретно уште во 2015 година со проектот кој го спроведовме во рамки на Women 2030 направивме прво истражување на оваа тема, кое што го повторивме повторно со поддршка на проектот Women 2030 во 2018 година и тука видовме и потребата од акција и започнавме со кампањата за подобрување на условите за управување со менструалното здравје. А во моментов во Пелагоничкиот плански регион пак го спроведуваме проектот кој е поддржан од ГЕФ за зголемување на свесноста за менструалниот отпад и инклузија на ранливите групи на жени преку производство на една реупотреблива повеќе кратна лошка за управување со менструалното здравје, Буџет Мама. Преку проектот што го работиме со WCF, тоа е интернационална организација со која што година назад работиме, и движењето Free Period, се залагаме девојките во образовниот процес да добиваат бесплатни производи за управување со менструалното здравје. И секако тука нашите заложби не завршуваат, меѓутоа јас ќе оставам простор да се доискажат на другите. Добро. Имено мрежата за родово одговорно буџетирање успеа заедно со останатите напори, односно организации кои што вложуваат напори, да го убеди Министерството за финансии да ја зголеми поддршката за мерката 115 за женско земјоделство. Меѓутоа, сметаме дека има уште простор за соработка со Министерството за финансии, уште простор за да се пренесе гласот на жените до зградата на Министерството за финансии, односно до службениците и службеничките во Министерството за финансии, кои што се задолжени за креирање, односно за кроење на буџетот, ставките и слично. Мрежата за родово одговорно буџетирање за Западен Балкан и Република Молдавија, како што спомена Андреја, е поддржана од Австриската агенција за развој и од Шведската меѓународна развојна агенција. Станува збор за мрежа која што е нова, меѓутоа која што е исклучително силна и има силен залет.
преку 80 граѓански организации од Западниот Балкан и Република Молдавија членуваат во оваа мрежа. Меѓутоа, она што е исто така важно е дека Министерството за финансии за секој следен буџетски циклус, а под циклус подразбираме анализа, подготовка, усвојување и слично, треба да има наум дека мрежата за родово одговорно буџетирање стои на располагање за било каква помош или подршка во подготовката на буџетот. Меѓутоа, исто така треба да бидат свесни дека будно следиме работата на Министерството за финансијата, особено кога станува збор за вклучувањето на родово одговорното буџетирање како компонента во буџетскиот процес. 6 иницијативи имавме во мрежата за родово одговорно буџетирање во Македонија. Успеавме да ја зголемиме поддршката за учениците и ученичките од руралните средини во општина Велес за полесно следење на наставата од далечина. Ги ородивме мерките за вработување во новиот оперативен план за вработување. Сега се трудиме да го намалиме ДДВ-то од 18 на 5%. Исто така, благодарејќи на застапувањето се постави неколку тоалети во градов на критични места, каде што имаше потреба. Градот Скопје покажа слух. Меѓутоа има простор за уште соработка. Јас нема да должам многу, тука сме дојдени за да ги чуеме овие би рекол загрижувачки податоци кои што ги прибавија од новинари за човекови права, нема да должам многу. Меѓутоа, само сакав да кажам дека мрежата за родово одговорно буџетирање е отворена за сите оние кои што сакаат да постанат нејзини членови, а Министерството за финансии може да смета како искрен соработник во нас. Благодарам. Јас сум представник, јас сум професор доктор Михаил Кочевски од Институтот за јавно здравје на РСН. Иначе сум и професор на медицински факултет. Благодарам. Предавам баш здравствена екологија и баш ви предавам и за ова, и другите работи, за оваа тематика. Инаку ние како Институт за јавно здравје и јас како национален фокал поинт за протокол за вода и здравје, заедно со Наташа, тој со новинари за човекови права, работиме долги години на оваа проблематика. Како работиме ние? Има една програма во рамките на протокол за вода и здравје, викаме ВОШ, вода, санитација и хигиена. И една подпрограмска активност е фактички МХМ или Menstrual Hygiene Management или управувањето со менструалната хигиена. И ние сме една од земјите, и тоа го имаме и реферирано на составниците на Светска здравствена организација, каде се јас пред 2 недели бев на таков состанок, каде креираме програмата за наредните 3 години и ВОШ во училиштата посебно, макар да ВОШ има и во здравствените установи, ќе остане голема, да кажеме, таа работа ќе продолжи понатака и со голем инпут на менструалната хигиена, тоест на одржувањето на менструалната хигиена. И Македонија е една од земјите каде што многу се работи на тоа, благодарејќи на заложбите и на овој проект и на, рековме, на новинари за човекови права, на нашите институти за јавно здравје што се залагаме за таа проблематика. Зашто мислам се залагаме ние како Институт за јавно здравје? Затоа што е од интерес за јавното здравје. Секако многу е битно да имаме плюс и целите за одржив развој. Целта 6 ни е битна, целта 3 и целта 5. Тоа се поврзани со Menstrual Hygiene Management. Зашто? Затоа што ако имаме добра менструална хигиена, да речеме, или одржување на менструална хигиена, секако ќе имаме и добро здравје. Ако имаме, да кажем, бесплатно и ако имаме добри услови во тоалетите, девојчињата нема да отсуствуваат од училиште, значи ќе имаат подобро, нема да губат од образованието, значи нема да им се одразува квалитетот на едукацијата. Ние, како Институт за јавно здравје и како медицински факултет, тоест катедрата по хигиена, тука има доскорошен студент, сега кај нас веќе колега, доктор, спроведовме и анкета на медицински факултет, какви се практиките, знаењата и условите за одржување на менструална хигиена на медицински факултет. Направивме и обука и имаме и чак и онлайн платформа. Така да бевме, тоа го направивме уште 2020 кога беше ковидот. И благодарејќи на таа обука и соработка со Министерството за образование и наука и нивниот просветен државниот просветен инспекторат,
Ние, мислам, во Македонија, училиштата проработија без проблеми и немавме никакви бројки со ковидов, зголемување кај училишната популација. Иако имаше одредени мислења противречни, кои перцепција на родители и така натака. Тоа е лична работа. Али ние бевме свесни така и да на добрата работа, подготовка, така и оде. Ако имаш добра работа, подготовка, ќе успееш. Значи, темално треба да се работи. Ние го поддржуваме ова, за што се работи сега моментално и со тоалетите, со Наташа, уште и со Филип, пред неколку години уште го дискутиравме на ниво на град Скопје да се подобри едноставно состојбата да има тоалети, зборам обични тоалети, а камоли после секако овие. И имавме една друга анализа, не знам дали Наташа ја спомна, за дали има услови за одржување на уште 2016. Тоа го презентиравме, каква е состојбата со тоалети, со менструална хигиена, за жал беше катастрофално тоа, сега веќе има многу подобрување. И ние, да не должам, значи ова планираме веројатно оваа година и да го објавиме, затоа што тоа објавувањето е малце процес кој зависи не само од нас, зависи од, ја кажем, од журналот кај се објавува, брзината, да, прифаќање, рецензии и така натака, али секако ќе биде. Ќе се направи веројатно до крајот на годината. Иначе, апсолутно го поддржуваме овој процес и заедно се работуваме со Новина за човекови права, се во интерес на јавното здравје, на оние што се во репродуктивно здравје, и знamo тоа се младата женска популација. И така. Благодарам. Благодарам, Андреа. Значи, како што кажа сите досегашни говорници што се обратија, како што кажа посебно професорот Кочубовски, ние веќе подолг период работиме. Можам да кажам дека со Институтот за јавно здравје сме на некој начин почетници на оваа тема кај нас и не само кај нас, туку и во регионот, значи ние ги поттикнавме и граѓанските организации од Хрватска и од Албанија, од Србија и Косово да работат на оваа проблематика. И гледам дека и кај ни води тоа напред. Ние за разлика од сите сме некој чекор напред, понапред, не заради нешто друго, него поради тоа што тргнавме, односно почнавме многу порано и тоа благодарејќи на меѓународните проекти кои што ги работевме со WCF и UNEC. Она што денеска сакам тука со вас да го споделам се резултатите од трошковната анализа на производи за менструално здравје, кои што ги правевме во рамки на проектот Стоп за даночната дискриминација, поддржа како субгрантисти на ЦРПМ. Сега накратко би кажала што се вклучуваше истражувањето, значи имавме 1290 испитанички, 500 жени од рурална и 790 жени од урбана средина. Во однос на годините беа опфатени 400 жени од 16 до 26 години, од кои што 180 од рурална и 220 жени од урбана средина. Жени на возраст меѓу 27 и 37 години беа 400 исто така, од кои што 180 од рурална, 220 од урбана и жени на возраст меѓу 38 и 47 години. Тука имавме опфат на 490 жени, од кои што 200 од рурална и 290 од урбана средина. Но паралелно со опфатот на овие жени, значи ние имавме состаноци, беа вклучени представници на компании, парламентарци, представници на општини и медиуми, значи сите оние кои што на некој начин ја третираат и работат на оваа проблематика, а си со цел да видиме каков е односот на сите овие чинители во однос на менструалните производи. Сега она што би сакала или наместо ове да ви го кажаме дека жените и девојките сочинуваат 50% или нешто повеќе од корисниците на услуги за вода и санитација и се вистински де факто управителки со површинските води и санитација, која што е основна алатка за управување со личната хигиена. Околу 52% од женската популација е во репродуктивна возраст и повеќето од нив менструираат секој месец. СИДЕЛ неодамна призна дека руралните жени и девојки доживуваат уште поголема дискриминација и кршење на нивните човекови права отколку урбаните жени, посебно во однос на пристапот до менструалното здравје.
74 училишта, во 74 училишта тоалетите не биле реновирани 15 години, а 64 училишта не биле реновирани во периодот од 10 до 15 години. Јас верувам дека дел од вас кои што ги посетиле училиштата, посебно во руралните средини, знаат како тие изгледаат. 29,5% од жените кај нас не можат да си дозволат никаков пристап до менструални производи за управување со менструалното здравје, па наместо стандардните производи користат весници, хартија или самонаправени влошки од текстил. 75,6% од нив се во однос на анкетата која што ние ја правивме однос на истражувањето, одговориле дека причината за тоа е високата цена на производите. Сега што значи непристапност? Од 1290 испитанички, 380 жени одговорија дека немаат пристап до производи за управување со менструалното здравје, додека 75,6%, како што кажав претходно, причината ја гледаат во премногу високата цена на производите. Колку е таа цена, односно кои се тие трошоци кои што една жена ги има месечно? Значи во просек од резултатите кои што ги добивме од истражувањето, кај нас жените трошат околу 250 денари. Тоа се всушност 2 пакетчиња на производи за менструално здравје. Тоа се, да речеме, 36% 1 до 2 дена во месецот жената отсуствува од работа поради дисменореја, односно менструални болки, а некаде 70% од жените одговориле дека за време на периодот пијат лекови за намалување на болките, што во просек го зголемува месечниот издаток за управување со менструално здравје за дополнителни 150 денари. Што тоа во бројки значи? Значи, ако имаме 250 денари за менструални производи, имаме дополнителни 150 денари за лекови, никаде во просек ставивме 2 дневници доколку 2 дена не одат на работа, тоа е во просек 15 до 17% од месечните примања, ако станува збор за најниски месечни примања, што мораме да признаеме дека жената пред секе повеќе ќе се определи да купи дома млеко и лип за децата, отколку да купи влошки, ќе користи хартија, ќе користи весници, само за да може нели да биде да може да оди на работа. Сега, она во што ние каскаме на нас, за исто се и производите кои се користат за управување со менструалното здравје. Јас ќе ви кажам дека кај нас жените, 91,5% жените користат менструални влошки, додека во Европска унија тоа е сведено на 28%. Кај нас 5% жените користат тампони, додека во Европска унија таа бројка е некаде 45%. Менструална чашка, за жал, кај нас многу малку користат. Јас можам да кажам пример дека во една од другериите која што поголемите во Скопје, која што прва ги донесе менструалните чашки, па има можеби 6 месеци, беа поставени и ние се израдувавме, отидовме да разговараме. Кога отидовме да разговараме, веќе ги немаше. Ја прашав што се случи, ги купија, не рече ние ги тргнавме бидејќи ни една не е купена. Значи тоа говори дека немаме ни свесност за тоа. Во Европска унија е веќе 20%, додека повеќе кратни влошки кај нас е мал процентот, 3,4%, и тоа се оние кои што жените сами си ги шијат, додека во Европска унија веќе тој процент почнува да се зголемува, е 7%, но таму веќе може да се најдат да се купат овие влошки на пазарот, и морам да кажам дека се доста поскапи во однос на обичните, но се подолготрајни. Мислам, нели, кога се направи она анализа колку време ги трошиме, а колкава е цената, ќе видиме дека и тоа не е толку страшно. Во однос на ДДВ-то на менструалните производи, можам да ви кажам дека во земјите на Европска унија, веќе Ирска и Малта ги избришаат, односно не имаат ДДВ на овие производи. 3% е во Луксембург, Чешка 5%, Португалија 6%, како и Белгија, во Кипар и во Полска е 8% данокот на овие производи, по 9% се Романија, Холандија, Естонија, Словенија, 10% е во Шпанија, Словачка, Австрија, Италија, 12% во Латвија, Грција, додека во Бугарија е 20%, а највисоката стапка се уште е во Унгарија, каде што е 27%, но сакам да напоменам дека намалувањето на ДДВ-то се случува во последниве неколку години.
години и тоа се постепено го намалуваат, со што државите на некој начин покажуваат слух дека се грижат за здравјето на жените, се грижат за граѓаните и на тој начин влијаат и за искоренување на менструалната сиромаштија. Во однос на регионот можам да кажам дека во Босна и Херцеговина имаме најниско ДДВ, а тоа е 17%, додека највисоко е во Црна Гора каде што е 21%, а во Албанија, Србија 20%, кај нас и во Косово е даночната стапка 18%. Сега прашањето е, преку оваа трошковна анализа сакавме да дојдеме до одговорот како да дојдеме до поевтино и поквалитетно управување со менструалното здравје. Нормално дека намалувањето на цената на менструалните производи преку намалување на ДДВ од 18 на 5% е еден од чекорите, како и субвенционирање на производите за управување со менструалното здравје, субвенционирање на менструалната чашка, која што барем сега се смета за најбезбедна и медицински најпрепорачлива, како и за зачувување на животната средина, бидејќи нели ја купуваме еднаш ја фрламе после 5 години, а тука би сакала да спомнам дека во Македонија околу 400.000 жени се во сексуално-репродуктивен период, кои што месечно фрлаат 6 милиони парчиња менструален отпад. Бројка која што навистина е многу голема, и застапници сме на фри период или пристап до бесплатни производи за менструалното здравје на сите ученички вклучени во редовниот образовен процес. Нормално тоа може да се направи преку родовото одговорно буџетирање или секоја општина да најде како тоа да го направи. Сега она што е барање кое што денеска заедно со мрежата за родово буџетирање, платформата за ненасилство кај жените и фри период движење, не знам како се вика, извинете, ќе побараме од Министерството за финансии, односно од министерот, намалување на цената на менструални производи преку намалување на ДДВ од 18 на 5%, со што ќе се намали цената за 30 денари на месечно ниво, 350 денари на годишно ниво или 13 милиони денари на годишно ниво во буџетот ќе стасаат помалку, но затоа пак имаме поздрави генерации. Што значи субвенционирање на менструалната чашка? Значи, би сакала да кажам дека цената на менструалната чашка варира во однос на производителот, веројатно и квалитетот. Таа се движи од 500 до 2500 денари, но нејзиниот век на траење од 3 до 5 години и излегува дека е 10 пати поевтино да користиме менструална чашка отколку да купуваме стандардните влошки кои што ги имаме. Јас тука само би објаснила како тоа изгледа, дека во период од 40 години колку што една жена се наоѓа во тој сексуално репродуктивен период, трошокот за влошки и тампони е 120.000 денари, доколку имаме 40 години ќе бидат потребни помеѓу 8 и 10 чашки да се користат, што значи дека ако менструалната чашка чини 1500 денари, ние земавме некоја просечна цена, сумата за овој издаток за период од 40 години е од 9 до 15.000 денари. Ако споредиме дека е 120.000 денари влошките што ги купуваме, гледаме која е таа разлика и како на кој начин можеме да заштедиме, а воедно да влијаеме на подобрување на женското здравје и на животната средина. Другото барање е пристап до бесплатни производи за менструално здравје на сите ученички вклучени во редовниот процес. Јас тука би споделила со вас дека на некои информации кои што ги земав од страната на Институтот за Заводот за статистика, каде што вели дека во Македонија имаме 73.741 ученичка која што се наоѓа во тој сексуално репродуктивен период. За непречен пристап до менструални производи на државата и се потребни 159.280.560 денари или 2.654.676 евра за секоја ученичка во текот на една година. За сите ученички во текот на една година. Ова е бројка која што мислам дека може лесно да се
да се реши, односно кога што државата може да ги најде овие пари. Сега кои се нашите барања? Нашите барања се субвенционирање на цената на производи за менструално здравје и намалување или укинување на ДДВ-то на менструалните производи, обезбедување на бесплатни пакети со менструални производи за ученички вклучени во образовниот процес, компаниите во тоалетите покрај тоалетната хартија, во женските кабини да имаат менструални производи кои ќе им бидат оставени бесплатно на располагање на жените, во моловите во женските тоалети да има бесплатен пристап до менструални производи, исто така и во хотелските соби, и да биде регулирано менструалното отсуство. Значи, жената да има право во текот на месецот 1 до 2 дена да не оди на работа, повикувајќи се на менструално здравје. Секако дека она што денеска сакаме да го испорачаме во Министерството за финансии е намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Свесни сме дека сите барања не можеме наеднаш да ги добиеме и наеднаш да стасаме до нив, но чекор по чекор, значи да почнеме со намалување на ДДВ-то од 18 на 5%, бидејќи да не заборавиме дека влогот во менструалното здравје е влог во здрави поколенија, значи ако ние им возложиме бесплатен или континуиран пристап, ќе се намалат проблемите со женското здравје и ќе се намали, односно нема да имаме толку високи давачки во однос на менструалното здравје. Би сакала тука да спомнам дека Новинари за човекови права ова не го прави покрај, значи поддршката што имаме од ЦРПМ за конкретно за трошковната анализа во однос на менструалното здравје е дел од Menstrual Hygiene Day, потоа од Green Period, Free Period, женската еколошка недела за менструално здравје, Натракер, World Water Week и нормално WCF, кои што заедно со Women 2030 се наши долгогодишни партнери во однос на борбата за менструално здравје. Тука не смеам да го заборавам Институтот за јавно здравје, кои што се наши локални, односно тукашни поддржувачи со работници и со кои што и понатаму работиме на оваа проблематика. Јас тука би имала толку и би се благодарила. Благодарам, Андреја, и благодарам на сите што се присутни, особено голема благодарност до представничките од Министерството за финансии, бидејќи ова што ќе го изложам, потоа ќе го поднесеме во вид на иницијатива, односно барање до Министерството за намалување на данокот на додадена вредност кој изнесува за менструалните производи и за чашките, и за тампоните, и за менструалните влошки 18%, да го намалиме барем на 5%, односно да стане повластена даночна ставка. Бидејќи како што видовме од излагањето на Наташа, дека голем број на односно поголемиот број на жени, 95%, користат менструални влошки за управување со менструалното здравје. И исто така од испитаничките изјавиле дека 29,5% немале пристап до производи за управување со менструалното здравје, а тоа се должи, односно голем процент одговориле дека е поради високата цена на самите производи. Иако знаеме дека и самите производители да ги намалат цените, сепак доколку самиот данок на додадена вредност останува на високо ниво, секогаш цената ќе биде преголема. Како што знаеме, гледаме во денешно време во големата економска криза дека тие цени може и да растат и со самото растање данокот останува исто на 18% и тие цени ќе бидат, може да бидат огромни. Затоа од самата анализа најмногу што можеме сега да направиме е да се намали самиот данок на додадена вредност. Знаеме дека данокот на додадена вредност се пресметува и се плаќа во сите фази на производство и на трговија, вклучително и услужниот сектор, што значи дека се наплачи за сите видови на производи и услуги, овде вклучително се и самите производи за управување со менструалното здравје, односно, како што напоменав, влошките, тампоните и менструалните чашки кои се наоѓаат во нашето општество, односно кои се достапни на македонскиот пазар. Од самата анализа што ја направив, од самото истражување, ние предлагаме дека е сосема разумно иницијативата да се намали данок на додадена вредност од 18% на 5%, со тоа што од самиот буџет на државата ќе се намали 211.000 евра
Но, иако може би тоа звучи преголема бројка, сепак тоа е незначително со големиот бенефит што ќе го добијат и девојчињата и жените во репродуктивниот период, тоа што тие ќе имаат можност да управуваат со своето менструално здравје, ќе можат да си дозволат да си ги купат потребните производи и напречено да живеат, односно да го живеат животот и во професионалната сфера и во персоналната сфера. Ви благодарам. Свесни сме и сведоци сме на тоа дека не постојат, да кажем, посебна опрема, односно посебни корпи за отпадоци, односно облагање на тој менструален отпад. Ме интересира дали постојат медицински оправдувања можеби да се третира употребениот материјал за менструална хигиена како медицински отпад и со тоа повеќе да се апелира на зголемување на свесноста, да се поставуваат корпи за отпадоци или друг вид на места каде што посебно ќе се издвои тој дел од отпадот, да не биде во нели општиот комунален отпад затоа што нели нема технички можности каде посебно да се селектира и да се отстранува тој отпад. Не, ова е прашањето супер. Благодарам. Само една да кажам за жал, ова не е медицински отпад, не спаѓа во групата на КВС или медицински отпад. Затоа што групата на медицински отпад спаѓа на пример инфективен отпад, хемиски отпад, понатака радиоактивен отпад, понатака анатомски или патолошки отпад од цврсти предмети и така натака. Ова не спаѓа. Што ова е здрава жена, се смета дека е здрава жена и дека не е инфективна природа тоа. Не кај нас, не. Кај нас. 95. Замислете, треба да биде помалку од 70, 60 да биде некаде, како што е во Европска унија, 70. Да, 70. И замисли колку се намали отпадот. Ќе се намалат и парите, тоест out of pocket money. Тоа само што плаќаме, тоест жените што го плаќаат, али не зашите само жените го плаќаат и мажите кои се во фамилија заедно. Семејниот буџет се одлева непотребно. Така да многу работи се тука и има многу простор за работа за воиднина. Тоа е една идеја за еден голем проект за рециклирање на и за подигање на јавната свест, за намалување на тој отпад, но и за рециклирање на истиот. Еве можам да најавам дека ние го добивме пилот проект во 2 училишта, ќе правиме рециклирање на менструален отпад од Министерството за животна среда.